Добар ден, почитувани гледачи! Ве поздравувам од комплексот и етно ресторанот Златно буре Кучково, каде што со нашата екипа на вашата и наша емисија Вкусот на традицијата сме токму овде, уживаме во амбиентот, се е прекрасно, значи подготвени за новиот рецепт на денот. Секако знам дека многумина од вас биле овде и уживале во овој прекрасен амбиент, но не е само тоа, нели, цело еко ги имаме се. Имаме амбиент, имаме хотелско сместување, имаме базени, имаме прекрасна природа, домашни еколошки производи, од пиперка, од патлиџан, од салати, марули и што се не, и вкусни специјалитети. Верувам дека многумина од вас сакаат нешто така убавко, благо, сладко, што ќе ви се фати за душа, а може ќе се залепи и тука. Секако не можеме да бегаме од тоа. И што нема да ви земе ниту време, ниту па е многу комплицирано. Така и овој денешен колач, чоколадна домашна фантазија. Ете така, домашна фантазија. Така се вика. Рецептот е многу одамна и до ден денеска, значи сите домаќинки, верувам, нема некоја што не слушнала или не го направила овој десерт. За овој десерт вас ќе ви бидат потребни за тестото и за филот. За тестото 200 грама брашно, 150 грама шекер, 75 или 80 милилитри масло за јадење, 185 милилитри јогурт, или тоа е вака грубо кажано, чашка од оној јогурт, што е само една чашка. Налејте во него јогурт, млеко, зејтин, толку излегува. Значи, ако немате мерилица, мерете со чашка за јогурт, од оној купичкиот. 185 милилитри јогурт и 185 милилитри млеко. Ке ви треба 2 супени лажици какао, 1 кафена лажичка сода бикарбона, 2 пакетчиња ванилин шекер, 1 кафена лажичка полна прашок за печиво. А за попарувањето на оваа домашна фантазија ќе ви бидат потребни 200 милилитри млеко, 100 грама шекер, 100 грама путер и 100 грама чоколадо за готвење. Не ви треба ни миксер, ни жолчки, ни белки, ни ништо. Само ви треба една лажица или ваква за матење, или дрвена лажица. Што правиме на почетокот? Ги ставаме сувите материи. Шекерот, брашното, но ќе оставам малку, може би една супена лажичка само ќе оставам. Така. Нека ни се најде. И да не заборавам, ќе ви треба тавче, кое што е 30 сантими на 20 или 35 на 25, ќе биде пониска. Или можете, ако имате округло тавче, доволно ќе биде 26. Значи шекерот и брашното, сега ја ставам содата бикарбона. Ошто сум јас љубител на овие лесни колачи, а кога ќе го јадете, ви изгледа како Мишелин стар, значи десерт. Ванилите ги ставам. Така. Ставам малку, значи прашок за печиво. Така. Какао. И сето ова ќе го промешам, но најпрвин ќе го ставам маслото. И ќе оставам неколку капки за
тавчето кое што треба да биде обложено со хартија за печење. Сето ова го мешаме. Сега го додавам јогуртот. Со постојано мешање со дрвената лажица. Така. И сега го додавам млекото. Така. И сето ова добро да го промешам, да добиеме една густа каша и да се стопи шекерот. Толку е мастрафот, еве видовте колку е за овој колач. Еве, се препознава, значи, колку е точна рецептата, значи мора да додадеме и ова малку брашно. Што го оставив? Јас го оставив настрана, да не случајно ова брашно пие многу или да не треба да додадеме дали брашно, дали млеко, како и да е. Еве го додавам овде. Така. И таман си е. Редната ќе ја вклучите прво на 200 степени и потоа кога ќе почне да фаќа кора, затоа што овде гледате немаме ние јајца, пенасто, матени и така натаму, да оди и брзо печењето, туку ќе ни треба малку подолго време додека го испечеме колачот на 180, едно половина час. Е така, сега и ова брашно убаво да се стопи. Да нема нели големи грудчиња. Редната на нас во кујната ни е веќе пуштена. Значи јас сега ќе го ставам колачот, тестото за колачот, ќе го ставам во ова плехче и ќе го ставам на печење во кујната. Додека тоа се пече, јас ќе го подготвам преливот за одоскора. Ајде така. Сепак јас би ви препорачала тавче број 26, за да биде малку повисок колачот, така. Ќе земам друга лажица, за да можам убаво да го соберам. Супер. За мерак. Ете така. Го носам сега во кујната. Еве да видите како изгледа. Пред да го ставам да се пече, а во меѓувреме ќе го направам преливот. Останете со вкусот на традицијата додека се пече колачот.
Еве, драги гледачи, испечен е колачот. Значи, он од какаото добива темно кафена боја. Сега е време да го направам преливот. Значи, ставам 2 децилитри млеко во садот, ќе ставам путер, 100 грама путер, и ова чоколада. Значи 100 грама имаме чоколадо. Сето тоа да почне да врие, да се стопи, така. Во меѓувреме ќе го насечкам колачот. Мек е како душа. Така. Сакате на коцки, сакате на штангли, како ви е згодно, така. И сега ќе извадам коцки. Мора да го пресечете пред да го полиете. Ете, така, секако после можам веќе подизладено да го тргнам од даската. Така. И сега мешам, еве веќе почнува да се топи путерот и чоколадот. Потоа, кога ќе го полеам, го ставате на собна температура прво да се излади, затоа што млекото нели сето ова ќе е зовриено, и потоа можете да го ставите 1 час во ладилник пред да го служите. И верувајте, кога ќе извадите тепсијата или коцките од колачот, вака додека направите, целиот ќе се изеде. Можете да го наросите со мелени оревчиња, можете со кокос да го наросите. Едноставно што ви е желба. Можете да си правите своји сопствени импровизации како сакате. Ке го промешувате постојано. Еве го, веќе чоколадото скоро е стопено и путерот. И сега очекувам за скоро време да почне да врие. Штом почне да врие, готово е, тогаш го попарувате колачот. Значи, ќе добиете таков еден убав вкус, еден богат вкус. Имате впечаток како да јадете некоја Моцарт торта од Виена. Значи, така е полн. А видовте и дека воопшто не е ни скап овој колач. Така. Еве, веќе си крчкам и уште еднаш ќе го промешам. Ете така. Стопено и чоколадото, путерот. И ќе го прилијам колачот. Одлично. Така. Значи, колачот треба да ви биде млак.
А пред да се полие. И сега убаво ќе го распределиме и малку вака ќе протресете, затоа и го сечкаме пред да го полиеме, за да може убаво овој чоколаден прелив со путер да навлезе секаде. Еве го гледате, веќе одма оди. Сега ќе го однесам во кујната. Одлично. Еве, веќе се гледаат и линиите до каде е пресечен колачот. Го носам во кујна, кога ќе се излади, ќе го причекаме и ќе видиме што ќе го наросиме. Како и да е, што и да му ставиме од озгора, ќе биде екстра. Се гледаме на одјавата. Епа, веќе, драги наши пријатели, значи едва и дочекав да помине тој 1 час за да го пробам овој овој волшебен десерт, оваа фантазија да ја пробам. И навистина е фантазија, леле. Оф. Леле, како е добро. Ау, колку е добро. Леле. Како можеше волку убаво да биде. Значи, ништо не му ставив од озгора. Оти сакав така само да ми се лизга чоколадото, да не морам да џвакам. Значи, толку е вкусно, толку убаво. Меко како душа, полно со сок. А гледате колку време требаше да се направи. Направете го овој колач, уживајте и вие, исто како и јас. И, драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со една мисла, дека изборот на партнерот е најголем тест на интелигенција. И велат дека самотијата е награда после некои луѓе во вашиот живот. На здравје, до следната емисија, останете ми здрави и живи.